Речна телевизија Нова, еве во едно студено декемвриско приквечерие ја правиме повторно, морам да објаснам емисијата за Георги Караташев, бербер од Гевгелија, затоа што минатиот пат, ако се сеќавате, снимивме емисија, меѓутоа кога човек сака да изрази сите работи кои што треба, некогаш техничките проблеми невозможуваат такво нешто. Сакавме се да излезе убаво, меѓутоа превидовме еден факт дека многу имаше бучава во Дукенот каде што бевме тогаш на разговор, бидејќи е тоа прометно место близко до пазарчето, и сите работи што ги кажа нашиот домакин не може убаво да се слушне. Затоа, еве ја правиме повторно таа емисија, ќе искомбинираме и материјал и од претходната, така да верувам дека овој пат се ќе излезе како што треба, бидејќи овде имаме идеални услови и звучни, и светлосни за да направиме таква емисија. Значи, повтор пат, еве, добро вечер за Георги. Добро вечер, еве, бепе во првиот, сега во овој... Кога да го направи ти овој? Па има до 2 години, 3. 2-3 години. Да. И ако работиш предпоне тука попланирано? Ја види се, фактички јас сум тамо во центарот, тука ова дукјанче повеќе ми е за силот. Али после четвртокот и сабота или кога има потреба работа, го извикувам повеќе тамо на центар, бидејќи ова тука, да не речем еден вид малски, послаба работа има и затоа не е мојтен сам тука, па затоа иде кај да мена тамо, не може да остварам и сум тука сам, бидејќи тука има кај нас доста дуќини и друзени, сум само јас, и затоа да се само остане, како ти е мајстор. Он сите тие работи, процедури што остие не го положено, али да има работна навика. Тогаш предавме момент кога требаше ти да заменеш во Скопје. Да. Синот беше на операција, сега се вред. Се во ред, бевме 3 пати на преглед тамо и тие работи докторот кажа дека се е добро и така да нема проблема. Сметам оти тука беше до 15 терапии, 15 дена во Негошка бања. И така да после толку отидеме за Скопје, докторот рече добре и така ќе има потреба се уште еднаш дојде за Скопје, али за тоа извадиме од рентгенот слика, бидејќи кога бевме сега постојен пат, не носиме слика со нас. И затоа сакам да кажам сега, мора да по четвртиот пат. Па сметам оти со сликата на рентген, поболи во тати ќе кажа. Да се надеваме и јас се надевам дека ќе биде така. Сега да го започнеме од муавет што се намели есновски. Од која година? Па јас кажа негде од далечната нека 60-та година. 60-та година, значи веќе. Тоа е веќе пред 47 години. Скоро пола век. Пола век. Сега, сусретот во тоа, кога јас почнах да работам кога мојот мајстор Биле Крантов, меѓутоа, сакам да кажам често пати и на мојот татко покојник, Караташев Димитар, он се беше овече работник и му викаше, бачилито, дај детето да го учиме еден занат, тој вид златна колба. И така да, во далечната 60-та година, кој тој јас дојдек, дикенот на нас не беше сега кај кинокултура или кај на Солон продавне сега нова продавничка со обуча. Супер много кинокултура тамо ставите ќе таму бекме на четворица 5 бербери. Еден, па тоа имаше меѓу нас тамо, имаше која. И тоа на едно место четворица бекме. После имавте конкуренција меѓу себе? Имаше на моменти или го мора, имаше конкуренција и разбирање некој? Како е снавска работа, па се постојахме колегаски, секој се среќа кој кај сак се миштеријата, си се напричаме тамо, али важно поштувањето меѓу нас колегите, па се го имавме добро. Немаше забелешки као колеги, старата мајстора, мислим, ние како деца чераци, за нас тоа толку не беше битно и не знаехме што значи тоа толку свештенски дух. Али мајсторите као стари мајстори, колеги, да ги самоли, поштување си има еден према други. Колку бе имаше тогаш бербери во Гевгелија? Па во Гевгелија тој имаше неколку 10-12. Кои од тие 10-12,
Кој да тогаш ги знаеш по Па сите може да ги набрам. по имења? Мојот мајстор Миро Грантов, Глигор Попче, што го вика сега син на Джоко, кој работи самостален, али тие сите се умрени. Од тие еден сега да не кажеме, Лазо Капсарот од најстарите мајстори. Иначе Доно Дучков е починат. После Ванчев Тимов е починат. Мито Стоев е починат. Илио Петров, Јајце што вика, тоа не починат. После имаше един стариот, кај се виш тука до пазарот на центарот, на Мара, што беше и на Бела покојни дедо. Така да тие сите, Антон Кокошкаров, Ташо, тие сини татко беа, Лазо Капсаров, тие сите една се още Лазо Капсаров е најстарто мајстор. Сега ако земе по старост, Лазо Капсаров е најстар, Джоко Попче, што го снимаше пред 2 недели, 3, он па сега спре, сега после мене има и многу помлади, сакам да кажам во Гевгелија, па да не речам многу, сигурно по моја груба математика, може 70 или 50 сигурно има ли цела Гевгелија, машко женски. Од тие сите, да кажете 50 нека се, па да не кажем 15-20 са мушкарци, другото се женски се, како женски фризери. Сега што е нај... Порано имаше ли женски фризери? Имаше 20 фризери беа, али не го е... Жени? Имаше. Жени фризери. Жени имаше. Така? Мислим, два декјана во блок мажите беа и фризери. Мислим, и бербер фризери. И така да имаше, а сега повеќе има овој млад свет човек, они фактички се они само фризери. Не ричат, само едно шишајне или фризура модерна што прават. А додека ние 10, може 15, кои сме машки полк, кои се занимаваме со обличение и стрижение. Меѓу тие наска, што се има да не кажеме Попче, друзи некои млади дечка, само стрижат, а не причат. А додека ние дење се обаваме и за обличение и за стрижение. Имаш ли ти допирни точки со овој занет како дете? Дали твојата фамилија, дали твојата беше вербер? Не, по традиција не е тоа. Сега по традиција се оде јас сум бербер, наследува синот. Сега, што се тиче за мене, мојот татко покојни си беше работник, во комунарец. И така да немаше... Откаде ти допре до овој занет? Кој ти го покажа патот кон? Реков, мојот татко покојни одеше кај мојот мајстор на шишање на причење. И како добар миштерија и стално миштерија кај него, во тоа време мојот мајстор имаше еден калфа, Обрав Стојан. Он беше положил за калфа и така имаше потреба од черак. И на мојот татко покојно му вика, беченито, дај го вашиот син Джоко, да го научиме заначе, да му дајме утро нега да златна колба. И така да јас, штом заврши на ние 8 одделение, со тоа одма наследиме, и после неколку постепено ми ще викат любимец старак и до ден денеска иста работа се обаваме. Колку време беше чирак и... Па јас некто од 600 година до 64-та, тоа значи 4 години. 4 години пречеше за најето. Да. Са, во тоа време, сабаните ние на школа се обекме, мислам, сабаните на работа, од 7 до 12. После од 12 до 3 декјаните беа затворени. Ние поручокта од 3 до 6 на школа одавме. А мајсторите наши, после 3, па до вечерта, до дека има работа до 8-9, ако има потреба, зависи ако некој да приведе празник Нова година, 1 мај, може 10-11 сата да не најде. И така да ние од школа, па на работа. И така до дека не положиме. Тие работи да вечина, дека мислам, дека заврши на школата, тие 4 години, тоа е така, значи од 6 до 64-та. Каков мајстор ти беше Грантовиот? Тоа за мене... Дали строг, дали... Може треба тако да биде, али да не го фана много, нека му река земјата, која умре 74-та година. Меѓу најстабилни мајстори и легенда беше за мене. Не сакам да го фанам. Он беше строг, али за НАТО му даваше, вика, дете, гледај, учи, што не те јасно,
Питање. А јас викам, моите деца тебе не може да ти ги дадам. Треба ти да сватиш. Што ќе научиш, тоа е за твое добро. И дека утре ти ќе бидеш мајстор. И така да, јас се трудах доста, што не ми беше јасно. Некој пат од миштериите ми вика, имаше возрастни миштери, или јас знам да не кажам имаше шнајдери, чербари, други вика, дете учи, занатот е многу добра работа, златна колба. И така да јас ден на ден постепено, кога почнава да бричме, полека, помалку и така да неколку ме ракат поголеми, до ден денеска не ми е жал, што сум и денеска бербер. Зашто ќе речеш? Да не говорам многу, во време Југославија кога бекме, тој ќе беше сите ода прво на занат, али после немаш учен кадар, факултетни сум. И после тоа, штом ќе заучиш, ќе завршиш занат, се бараш стручен кадар, мислам, со пракса за нечии. Сите бербере, шнајдере, чербари, да не кажам други некои струјки, се бекна, ево сега да кажем, латница што беше? Сега не постои веќе. Мислам, тоа постојале, тоа за време Титова Југославија. Во тоа време сите бербере, шнајдер, ковачи, сите тоа време и почти во Ниш, на пракса, 8 месеца, стана века мајсторе. И многу добра генерација беше. После тоа 65 година испадна школа кој се уќена нашата школа, Стопанска школа. Али ти беше во Ниш? Не бев јас во Ниш. Ние бекме, тука завршиме 4 години, ние бекме во Скопје, али тие кои веќе не го работа занатот. Значи да се преквалификува. Те се преквалификува и према потреба. Виж, после тоа испадајме конкурс тука за латниста и према потреба, тоа према завод конкурс испадна и така да они тоа време доста еснав луѓе, млади генерации, бидејќи школа немаше бравари, латничари во тоа време. Сега веќе имаше школа, сега има кај нас во гимназијата има стручни школи. Има електро, бравари, што ќе знам тие насоки да има грам таму стручни. Во тоа време после нашата школа кога се затвори до 65 година, се отвори метална школа, стручна школа. И после 3 години, 4 се испаднавите нормално првата генерација и тие одма автоматски во латница ги прима, бидејќи немаше доволен кадар. А после постепено се примајте. Када тоа ми беше зборот, сега ние кога завршиме 64 година, за нас не беше доволно тука образованието, што го учиме 4 преку собранието. Напрате во Скопје, тоа некаде 64 година, летното време, месец јуни, кој таму бекме на дошколување со 2 месеца, 3. На кое место? Па тоа е учителска школа или шитарска да кажем, тоа е центарот за што ги издават сега дозволите за школи таму, сите струки таму. Димитар Влаков каса ги тоа школата нешто таму. И сакам да кажем, ти бехме таму, бивш работине. Колку време остана? Па 2 месеци, 3. И така не требаше таму хигиена, хемија, тие работи. Учевте? Учевме таму, бехме во интернат сместени. И така да, после таму тие 3 предмети, дојдеме тука се полагаме и дојдеме до дипломата наша, така да 60-та завршиме тоа време. И Дукенот, ти прво почна да работиш, нели го, кај мајстор Кран? Да. Таму? Па јас кај после тоа кај него се остана. Си остана? До ден денеска, мислам, Значи, тоа Дукен што е сега? сега, прво Дуќанчето ми беше да караме тука срещу киното, кажаме. Да. 61 година го расторија. Сега кај Тедико, стокна куќа. Там имаше една голема зграда, срещу сам посода или на Солон таму да кажеме, сега веќе Тедико таму. И од 61 тука до 67 таму бехме. Сега, таму ја заврших школа, кога положих 64-та, после тоа работи година време. И сега од таму 65-та се менак војска. Војската исто со занајка се занимаваш? Друго се как да кажам. Кога веќе јас работам кај мајстор Мило, мојот мајстор, покојни синот Тишчо, доктор Јуца Крамтер Тикови, он летното време, од тоа време, кој ќе дојше, но одмор тука, ќе беше тој летно време учебна година. Мојот мајстор покојни Мило Крамтер правеше терапија бајни, во Некојски бајни.
А доктор Крантев, покојни, он 8 години од мене постар беше. Меѓутоа, јас може да съм благодарен и на него много. Ако беше он 8 години, он занато поработи. И за стрижење, и за бричење, са мојот мајстор, кога веќе почна да права бајне, тоа негде да кажем од 10 до 12. Ние со доктор покојни Тихчо, ке доеше на 9 по саатот и мајстор ке си одеше на дома, оттам одеше на бајна и си работеме до 12 сата. Он ќе бриче, ќе стриже, јас ќе му сапунам, ќе му мијам, ќе му сметам. Он фактички за мене беше втор мајстор. И си го поштував како мајстор. И така јас према него бев многу слободен, тика ми Крантев докторот. И сакам да кажам, после дека беше негде од 12 до 3 сата, веќе дуќанот затворен. Са после од 3 за едно време, кој ќе дојше од 3 до 5, мајстор ише на работа. Мислам да дуќанот да проверя што прават вие деца. И едно време ќе дојде мајстор ќе рече добро вечер деца. Како работа и миштерите ќе речат. Ти мајстори ке седне од мале, децата си терат работа. Тика ми Крантов, како син и јас ќе речем, он ќе рече тато, ние се Джоко терма работа. Нема што да ми се биди спокојно, седи си крај си ма 5 часови. Ајде има ком пак ќе земше, тика ми доктор Крантов, ќе земше од примети од време на време, да биде спокојно и мајстор ќе настапаше. И така да јас за мене, доктор Крантов, во тоа време да дека он фактички почна со мене да работи на 3-4 години. После во тоа време го заврши 63 година и 64 да кажем. Он војска отиде и после кога се врати од војска, доктор века, автоматски века, бричење нема. И така да со мајсторот настапиме да работиме дале. Што е потребно да се занимава човек со овој занет? Дали е потребно да вежба, дали е потребно да лесна рака? Па види се, дали да учи, дали да гледа? Полека, тоа е нормална ствар. Секој почеток е многу тешко. Меѓутоа, праксата се носи своја. Постепено самата пракса иде до се усаврши занатот и тоа нема проблема. Правиш ли грешки на почеток? Да, нормално свар ти го сечеш некој пат имаме штирекица на лутен рака и опитен за бричење, за стрижење, например, ти ќе каже гола глава да го изстрижиш. Ние прво ќе знаме ножиста, машините ќе вежбаме и после знаеме така, треба да го грешиш, машините ќе го исправат. И за тоа би беше зборот, секој почеток е тежок. И друго, би сакал да кажам, бидејќи тука кога бевме сега да ќарат стоко на куќа, таму бевме до 67. После тоа кога дојде ред, кажавото стоко на куќа ќе прават и оттаму тоа декјаче ми го расторија, покојни мојот мајстор. Отидеме после доле, сега Југокале, тоа значи тоа е трет декјаче. Тоа негде, ако не се лажам, далеката негде, па 67, бидејќи тука бевме сега дека стоко куќа до 67. Таму од 67 до 82 бев таму. За мога да го кажам, мојот мајстор покојни, кога отиде таму да работил тоа дечан сега беше Југокале, он работи до 69 година. За несреќа се оболе и доктор Крантев, што е синот му, кажало ти, Джоко, тата нема да работа дале. Ака сакаш... И се ќе оставува на тебе? Се оставува на мене и оттамо, од 69-та, па почнаме тамо да ќе ми и за тоа беше зборот мајсторот, докторот кажало ти нема да работа мајсторот. И јас веќе нема што друга, останах сам. Во тој период време, да не бидам сам, имах брат ми, малиот брат, што е мојот брат, кој сега и он е пензионер. Иначе војска кога замина, како шофер замина, и после тоа кога се врати од војска, на работа отиде во пожарна, а сам ga пред да војска. И сега му кој ќе го намам тој черак, прво го викнах брат ми Иро.
полека, помалку, тамо рече, го ухватиме него и он почна да работи, да стриже, меѓутоа кога отида во војска, па останаме сами. И у тоа време се јави един од Богородица, Живко Теледжаков, кој се ги има дуќан во Богородица, собствен дуќан. И јас викам така, татко му тој покојни, дојде во дуќан, вика, докато да го дам дето, да работа кога ме слуша, вече динена. И јас викам се ошто работам на дуќанот, преку мајсторот. И така волим ти дел да го питат мајсторот, и оттама вика, па вика, не е лошо Джоко да вземеш един чарак, ти вземе. И така да он беше каде мене 4 години. И сето тоа и со него бе. Колку луѓе поминаа низ твојот? Ба низ мојата рака да не изложам неколку 10-12 деца. Сега работат сите? Тоа тие сега има, ево иде тука до мене близко Поцков, Тошев внукот, Горан, Живко од Богородица, па имаме един дечко кој работи каде мене, али после замена за Германија, кој сега моментално во Австралија. Меѓутоа не го работи за НАТО. Така да до 10-12 деца изучија, али од тие 5 деца... Кој од тие тебе ти остави поголем впечаток, да кажем? За мене скоро сите се исти. Скоро за мене сите се исти. Меѓутоа моментално сега дори во Палок, сите се млади, али многу не време јас да одам. Али точно внукот, мислам, сметам сега не оти ќе решите ми е внук. Млади се сите тие, мислам, ето моментално има доста работа и нека работат, нема проблема за тоа. А кога имаше повеќе работа за бебите? Порано или сега? Затоа што нели со модернизацијата секој може би ќе си каже има, ќе си купи од пазарот машинка, па сам ќе се дома Па више ќе се избричи. Ако се обратиме некаде далекота, некаде 600 година, во тоа време, да не кажам скоро, никој не се брича сам дома. Сите не берберот. Али за тоа, на берберот е сега, друго е една работа. Тој се брича 2 пати, 3 пата во неделата. Немаш ако ќе сега да кажа секој ден. Имаш да кажа, има сега директори, службеници, професори, полиција, да не кажа, има луѓе и обични граѓани, секој ден се бричат. Сега има некои и не се бричат, има може на 10 или на месец, 2 да не кажам. Како мене. Или 2 да кажам не бричат. Има разни карактери. А во тоа почетокот прво не се бричат сами луѓето, сите не бер да беа. И затоа тој имаше многу повеќе работа. Тој ги ние што најбитно, сабота не шише по само бричење. Знаеш од ти... Значи ден за бричење сабота? Само сабота. Обичен ден да кажеме понеделник, вторник, среда, петок. Тој ја кај тебе миштеријата од имаше луѓе се брича 2 пати, 3 пати. Сабота тоа превише чека по 10-15 души на бричење. И сега има некој, народот е многу нервозно. Не може да чека. Не може да чека, сака да кажа за половин сат, да не кажа сат, да испадне или за 10 минути. И че тоа време како што сега, се треба чека 5 сата да не речем, кој што закажат фризерките. Дојде во толку долу, кај нас нема закажување. Каде нас ќе дојдеш во дуќанот, мајстор добар ден, добро вечер, добро утро, колку има пред мене, дали един, двојца, ако има ќе почека, ако може некој пат се брза, ќе стане ќе си ода, па после ќе дојде. Така да сега веќе голем дел има машинки БИК, има машинки на струја и така да технологијата е промената. И јас сметам од денеска нас нам рече стрижењето. Многу малку има луѓе кои се бричат. Да не кажа 10-20 души. Или некој стар, или некој што го масен. А иначе имаш голем дел луѓе ќе стана са валјата, ќе се измие, ќе се чешта, ќе се брича, има луѓе те вика јас кога ќе станам са валјата. Ако не се брича, као не се умијат. И тоа е навика. Без обзир дали денеска недела или празник или било што, треба да одам на работа, треба да одам бричам. А сега денеска низ овие 50 години секакви луѓе поминаа низ твоите раце. Изгледува некој незадоволен од твојот дуќан или да кажеме да имал приметба некоја интересна случка? Што да кажем, ние се трудиме колку можеме да погоднем. Меѓутоа
Меѓутоа има моменти, 100 луѓе, 100 чуда. има моменти, огледалото за тоа е. Ке се погледне, и јас око и твое око се, например, јас се трудам колко можам да погледна огледалото за тоа, не само да се види да се лично. Огледалото за тоа, ти ќе погледаш на огледалото и дали нешто грешката твоја, па има право и мишљењето да каже, тука чепне, мамо чепњака, по моје мисле мајстор, сметам ова требата, нема проблема, за тоа мора мишљењето да биде задоволен. А за нас не е пријатно да кажеме, ако мишљењето не е задоволен, тоа значи ако не е задоволен, нема да дојде. Тоа не се трудме што можеме да погодаме мишљењето. Меѓутоа пак ќе речем колку ти има моменти некој пат не се погодаме. А по табијат кога биле по-расположени луѓето, порано или се? Па види се, да не одам много далеко, пак и го спомнам мојот мајстор Мило Кранти. Не треба јас да говорам. Тоа треба да го карат постарата генерација. Има дел животник, овие младежот не го знаат. Он беше голем зафркан, мајтапчија, вид кај легенда на Варцашија, кој нема такви луѓе денеска. Кој да прашаш, старот денес кој сега да кажа 60, 70, може 80 години, Мило Крантов, број един беше. Или други да кажа имаше Молата, Ванчо, тама беа тие казанджи, сега од Дикјана Черне, тука одма на пазарот, брат така е улозот главне тама, тие беа бакарджи тама. Молата, Ванчо имаше един. Или да стане се тама Житнофон, Ристо Костов, Суздинка, Криви, двама тама. Тие беа метапчи, а кај не се снајдеш, ќе те пуштат во Дикјана, тоа Дикјан, ќе те пуштат оваа, продам таа, и сега ќе ти кажа, ќе те прошетат, ќе ти кажа тој земен текновал. Па сега ти треба се сетиш, што е тоа текновал? Треба текновал. Или имаше некој, например, ќе дава аманет нешто. Ќе те шетат. Дека мојот мајстор, јас може да се заблагодарам, он, ако беше мајтарчија голем, он ќе беше да зафрекнеше некој од сешета. Али према че расте, он беше толку озбелен и он беше така. Дете, кај да одиш? Поготово некој друг заначија, ќе пазиш да не те зафрекнат, они нема да рече таа, тебе котичерак, Джоко го зафрекнаме, ќе кажат Мило Крантов го зафрекнаме. А тоа и пред за мајсторот малку долна работа. Тоа јас што да одам, кај да одам? И до дома да ме пушташе на мене мојот мајстор, Дикјанот каже некој пат тоа ќе земат, ќе носат млеко, лече, месо, таква работи, ќе ма викнеше некој цешет. Дојди ти на Кранте, черакот, за мајстор ти има аманече. И јас кај ќе ма летнак, хвала дома, не примат од никој ништо било како аманет. И така да строго век на тие подржава, се подржава. Велат кај берберите, во берберскиот дуќан се водат секакви муабети, се води политика, се води за политика, за фудбал, за музика, за жени, за... Вие се му доаѓате како доктори, што се вели психолози. Секој ќе ви каже нешто, вие ќе му кажете. Има ли разлика во таа работа? Некогаш и сега, дали луѓето ќе дојат денеска кај тебе, така разговараат како што се разговарало порано, да кажем? Па види се, во тоа време Југославија која беше. Тој ги беше един ситен живот. Од кога се разстои Југославија сега друг живот. Сега многу партиски системи има. Без обзир кој што се не е битно. А јас као строго избегавам тука за мене да кажам врата отворена за секој мишлење. И вид кажам јас сум неутрален, без обзир кој каква партија дошла партија. Јас сум должен да го избричам, да го постижам. Уредом, а вече можам правам, али да не е толку тоа замерешка замерка. Или че имаш некој од теба партија бил тоа, или да кажеме за спортот, воа бил, тоа било, или за политика, или било што нешто друго трето. Јас строго избегавам тама, едноставно ги кажам, мене нема занима тоа, јас да те избричам, да те изтрижам и така да многу тоа не ме интересира. Оте нека па така многу говориш, ти си тоа јасно, кој може нека па ти замерка иде. И за тоа далеко од тоа иде. Лошо му викам, не ме интересира мене. А спортот е присутен секако, нели? А во тоа време да кажа Кожур. Да. Тоа време беше Македонска лига, Републичка лига Швабика. Кожур беше меѓу најаките клуби во Македонија во тоа време.
се играше со Беласица, со Тикви, со Брегалница, со Работничка, со Победа Прилев, со други некои екипи тамо, а сега моментално со спортот, општо во Гевгелија. Како Божов е сега на прво место? На прво место. Втора лига. Па сега ќе почекам малку, има на проект, има друг дел, јас колко мислам и слушам низ цршијата, ети за среќа лани Мераси влезе директно. Имаше две партии. Кацето отпаднало од Тетрас. Не успејава да влезме. Низ овие 50 години поминаа некои интересни познати личности низ твојот дуке, што се ги Шишо, што се ги... Па, во тоа време јас за мене прво да рекам, негде 68 година или 67 беше, Никола Бадов, кој јас не го знав кој е тоа Никола Бадов, ако слушах песни преко радио, преко тоа време, али личност, како човек, не го знак и не ме го видел. Во тоа време некој пат он беше дојдел во собранието, наводно сакал да гради нека вила во Тојран, и има един Ангел Јумов, кој уште е жив сега, али на него много добар пријател. Значи Бадев поминал кај те? Да, помина покрај улиста, оште и мајстор беше жив тоа време. И го викна, вике, вој Никола Бадев. Ајде, вике, викни го. И така го викнаме, вече вама тамо, се ние различни, се запознава мајсторите и јас исто. И беше други некои? После Петра Парличкото, имаме него го обречено. А знаеш ли дека ти влегол Петра? Не, јас още не го знам. Добар ден. Едно време ми вика, може дедо Петра да го обречиш. Али аз не сум. Обича Добар дедо Петра. Така. Едно време ме извади една сликичка од джеб и ме остави на огледало. И викам од дедо Петра Парличко. И почнава да се смеја. И јас тој се измерикам, баш ме е чест да ва причам аз. Да послушам дошам у папата, трепата и не вајам го обречено. Георги Колозов и бил кај тебе? Кој? Георги Колозов. Георги Колозов и он исто кој ученик кој беше во Гевгелија, он од Булганци често пати ише, уче школа, веќе мене ише и го на Шишаја. Много пати да го имам го Шишаја. Се на крајот да те прашам, како ти поминуваат деновите кога не си во дукетот, не си со занаетот, што се одмораш? Како се одмораш? Одморот ти... Одморот ме тука. Дома кој ќе дојдам, ако треба на води, кјанче ќе легнам, сега има потреба некој пат ти извика тука, па ќе услужам на дукјано, така да... Сакаш да шеташ и да одиш на планина, ловчија, не сум ловчија, ништо, само да се разберем. Бербер не може да е ловчија, не пак рибар. Зошто? Па нема време. Нема време. Нема, све пазар на дукјано. Нема време. Оти да затвориш дукјанот, да одиш на лов. Треба цело да отидеш. Исто рибар да бидеш, треба кочокта, тој е се време на пење. И по кафанич, не е затоа што... Кафани има време на месеца, после 9 сати или 8, може да се оде, как ќе забравиш. Сега, на крајот порака на оние кои што сакат сега. Твојот занает го продолжи твојот син. Да. Порака за оние кои што сакат да се занимаваат со овој занает, што би им порачал? Па види се, јас би му кажал, например, треба да има волја мерак. Жабе јас да викне како дете, или такото да го дава за мене на занат. Треба да има волја, мерак, без мерак не вреди ништо. Иначе, не е лошо, во денешно време се е приватно. Нема државно веќе едно време што вика нашите стари, учи сине да не се мъчиш кod таткото. Сега обратно викне ние. Учи сине да се мъчиш, оти мора да работиш. И факултет да завршиш, мора да да работиш на некој кој е открил бизнис. Ти си завршил си факултет, тоа е јасно на мене. А он да виж, джабот има капитал, али нема нова школа и мора да има стручен кадар. Да не економист, правник, да карми или што тие, мора се и примени, че как ја обава таа служба или таа фирма, как ја отрека? Ќе пропадна, не може, треба што ја земал. Еве на крај со која песна да заврши на оваа емисија? Која песна ти лежи на срце? На срце ми лежи Мила Мало има една песна. Која песна те потсеќа на младост? Види
сега, што да кажем, јас за мене, не е битно. Кој да е, само да е народно, или нека бие зете, били зете. Значи таа ти лежи. Да. Ти благодарам што беше повторпат гостин, меѓутоа ова не го рачунаме повторпат, не го сметаме повторпат, бидејќи сакавме навистина поради тие технички проблеми да направиме навистина добра емисија, за да слушнат се она што ние го говоревме тамо, бидејќи минатиот пат не се слушаше. Ти благодарам што ви беше домакин добар и многу здравие и уште многу години да бидеш во руки. Тоа здраво да видиме, ќе работиме, што да кажем друго. Почитувани, тоа беше следбата со Ѓорги Караташев.